11-та годишна средба на граѓанските организации од Република Македонија кои работат на полето на животна средина и одржлив развој. Средбата се одржа во рамките на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени во организација на Македонскиот зелен центар. Ние како градоначалници, покрај тоа 6 градоначалници од Република Македонија сме вклучени во друг проект, односно кој што го организира Милиеву контакт, се работи за климатски промени, проект за климатски промени, кој што веќе во овие општини отпочната реализација на истиот проект, така да првата фаза во некои општини како ете Кривогаштани или пак во мислам дека беше и Богданци реализирани се, кај на сега веќе отпочнато, ќе се врши една проектот енергетска ефикасност, промена на прозорци, фасада и покрив на општинската зграда во Ростуше. Покрај тоа овој проект опфаќа и други активности кои што се со поголеми средства, значи финансирано од страна на УСАИД и имплементацијата преку Милиеву контакт. Општата цел на годишната средба е промоција на општинските стратегии за климатски промени, тековни климатски влијанија врз природата, како и планирање на активности на граѓанските асоциации. Секогаш избираме различна локација, овој пат во Националниот парк Маврово сме. Се случува тука затоа што работиме проекти кои што влијаат на природата, актуелна, и мора да мислиме што е тоа она што мора видно да превземе како приоритет. Дали се тоа општински стратегии за климатски промени, дали се тоа стратегии или било какви мерки кои ќе влијаат на намалување на ефектите кои ги имаме ние, индустриите или природата со цел зачувување на животната средина. Проектот е финансиран од УСАИД и истиот започна да се спроведува во 2012 година, а вкупната вредност на проектот е $2.800.000. Целиот буџет на проектот е околу $2.800.000, што значи разговараме за многу сериозен проект и сериозна инвестиција во Македонија од страна на USAID. Вклучени се, како што кажав, 8 општини за сега. Една од општините е општината Маврово Ростуше, затоа и се одлучивме оваа средба да се организира денес тука. Инаку останатите општини се општината Теарце, Боговиње, општина Виница, општина Пехчево, општина Богданци, општина Кривогаштани и општина Студеничани. Сега во оваа фаза, меѓутоа се планира да има наредната година уште еден повик, каде што минимум уште 2 општини би вклучиле во проектот. Джеймс Стайн е директор на мисијата на УСАИД во Македонија. Вели дека е големо задоволство да се поддржуваат вакви проекти, а покрај 8-те општини, наскоро ќе се вклучат уште 2 локални самоуправи. Ова активност сега за која што станува збор ги вклучува општините во таа борба против климатските промени. Со сега предната поддршка беа скупно 8 општини, со новите 2 кои што сега се поддржани, имаме вкупно 10 општини поддржани и останува и понатаму таа поддршка да продолжи и да се увиди заедно со општините како тие на локално ниво можат да помогнат и да се вклучат во борбата против климатските промени, бидејќи тие се многу важно прашање, добиваат на важност на глобално ниво. На оваа годишна средба присуствуваа и градоначалниците и овластените представници на 8-те општини: Богданци, Боговиње, Теарце, Пехчево, Виница, Студеничани, Кривогаштани и Маврово Ростуше, во кој веќе 2 години се спроведува проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени. Тоа се и првите 8 општини на Балканот кои подготвиле локална стратегија за митигација и адаптација кон климатските промени.